Не стигнуваат реакциите во јавноста по образложението на пресудата на судиката Јованка Спировска Панева против истражувачката репортерска лабораторија, која констатираше дека тие не биле медиуми, а новинарите кои работат во оваа редакција не се новинари. Но каква е состојбата денеска во македонските медиуми? Ако во 2016 во времето на владење на Груевски ВМРО ДПМН се важеше правилото дека медиумите се узурпирани од одредени политички и бизнис мокници, како е денеска. Во ово издание на Трилинг со говорник е Леонора Каличи, председателка на Советот за етика. Господја Каличи, дали последната пресуда на граѓанскиот суд во однос на ИРЛ всушност е правен преседан и какви би можеле да бидат консеквенциите во наредниот период и можните импликации врз слободата на медиумите и говорот? Ова пресуда и писменото образложение кое што го гледаме секојдневно во медиумите и кое што беше објавено, не носи до некоја потенцијална цензура, потикнува страв и некоја затвореност на медиумите, за тоа да биде некако да се формира некаков страв за тоа да не може слободно да објавуваат содржини кои што се од јавен интерес или кои што може да ги допират мокниците или политичките партии или било кој може да се допира во тие содржини. Дали е ова обид да се компрометира уредувачката политика? Да, секако ова донесува има големо влијание во уредувачката политика на самите медиуми, исто така негативно влијае врз слободата на изразување на сите новинари и нивното мислење, слободното мислење и тоа секогаш кога зборуваме за објавувани содржини или било какви продукти на новинари, секогаш истакнуваме дека тие треба да ги имат тие елементи на професионално и етичко известување. И самата ова култура која што се креира со ваквите пресуди и ваквите одлуки, креираат таков страв кај новинарите и медиумите, за да не може да ги објавуваат тие теми и стварно е некако ние си мислиме дека одиме полека, има позитивни промени во врска со тоа како би можеле ние послободно да бидеме, послободно да действуваме и да работиме, а од друга страна се вршат притисоци и некако се враќаме назад. Се одржа протест на медиумските работници, правото на граѓаните пред правото на мокниците. Како судиите да се ослободат од политичките па и бизнес влијание? Да, секако видовме на извештајот дека имаме застој на реформите. Според ова одлука и според ова пресуда, значи ние имаме многу важни и сериозни пречки за слободното изразување и слободното значи да се креира некоја слободна култура на и професионално и етичко известување. Како може судот да оценува и да одлучува кој е новинар, кој е медиум? Врз основа на кои критериуми судиката донела таква одлука? Судот не може да донесе таква одлука во врска со тоа дали некој медиум е медиум или за новинарство. Судот може да донесе одлука за некој прекршок на базиран на тоа дали професионално или непрофесионално известувал или прекршил некои етички правила. Едно од основните начела во медиумската работа е одговорноста кон публиката, што подразбира да се кажува вистината и да не се манипулира со фактите. Колку медиумите па и новинарите се придржуваат до европските и професионални стандарди на известување?
Имајќи ги предвид жалбите што се поднесени во Советот за етика во медиумите, а традиционалните медиуми повеќе се придржуваат кон етичките и професионалните стандарди и тука гледаме напредок, но од друга страна исто така имаме 90% од жалбите поднесени се однесуваат на онлайн медиумите и онлайн просторот, каде што исто така и другите медиуми имаат свој Facebook профили или социјални мрежи и тие сами треба да реагираат, да ги избришат сите коментари кои што поттикнуваат говор на омраза, а исто така тие треба да се придржуваат кон стандардите за етичко и професионално новинарство и според кодексот на новинарите, исто така и насоките за онлайн известување, кои што треба да запазат затоа што многу е таа тенка линија измеѓу некое слободно изразување на своји мислења и говорот на омраза. Дали со воведувањето на државното рекламирање во приватните медиуми значи и враќање на клиентелистичките и коруптивни практики во меѓу медиумите особено? Да се подсетиме дека во времето на владењето на ВМРО ДПМН пред 10 години медиумите постојано беа на удар на политичките влијани, особено од тогашната владеачка гарнитура. Дали сега повторно се враќа овој концепт на политичко влијание врз медиумите? Според регулативата на Европска Унија и според праксите на Европска Унија, таму можеме да има низа опции, но едно од нив е фонд за плурализам во медиумите, каде што би можело да се објавуваат или да аплицираат сите продукции, организации, медиуми и да се филтрираат тие содржини кои што се од јавен интерес. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на вас.